енергетика и слично, така да може ќе биде експерти за ова поле, прво да го снимиме, па после ќе се случи. Значи имаме барање од 11 фудбалски клубови за зголемување на исплатата од општината кон клубовите, меѓу кои фудбалскиот клуб Стрела Мобила. Овде се потпишал Борче, мислам дека не е председател, така да валидно можеби не е. Во моментов Борче бара по зголемување на партиципацијата за неговиот клуб, ама не дозволува да ги намалиме трошоците кон Еван или кон заплаќање на електрична енергија. Тука имаме проблем од неразбирање на работите, така да овие 11 клубови бараат и ќе му се зголеми по 5000 денари од полусезона исплатата за трошоците кои ги прават во сезона. Сакам да напоменам, оние кои барат да од некаде да обезбедиме средства, ние даваме предлог како да се намали трошоците кои се режиски трошоци месечни и во тој момент значи се косиме со барањата и одлуките ќе ги носиме. Така да ќе бидат обезбедени уште дополнителни по 5000 денари по полусезона за сите 11 клубови за оваа сезона. За тековната цела сезона. Благодарам. Може. Значи овде јас како сите така и јас го поддржав барањето на спортските клубови за зголемување од 10.000 денари, бидејќи судите во оваа сезона, јас кажав и во зимата дека се малце, значи да се плати само судите, учеството, се 25.500 по клуб моментално. Ние 30. Вие пуштате 15.000 во сезона, зборам јас, а иначе ако сакаш 50 и 25-50 и на 1000 ќе фати. Така. Сега ти пушташ 30. До 51, 21.000 се помалце клубовите. Значи јас зборам по сезона по 10.000 денари. Се зголемени трошоците? Изголемени се секоја година изголемба. Затоа сега да не манипулираме во ставката спорт, ако играше пример да речам Ивањевци и Могила, ако играе во регион, сега ќе му давевме 200.000 по 100, како што беше котизацијата, така? Значи во ставката спорт пари има. Така? И сега ако му се дат по 10.000 денари, тоа е 11 клуба, 110.000 денари, значи исто кога да му се пуштил една сезона за некој во регион. Пошто немаме регионски екипи, значи пари има и не е лошо да му се даде и само судите се покрија. Од друга страна, еве да прашам јас сега. Каков е аршинот кон кога сме изгласале ние на совет оде да оди комбето за Ивањевци за школата 1 на 1. Нек не му се пуштија нови 35.000 денари. За турнирот му се пуштија 50.000 денари. И сега, овде нема трошоци овие клубовите, пример, еве до тебе седи представник на Добрушево, нема тој таму кој ќе појди. Така? Како ги обезбедуваме со 15.000 обезбедуваме, ни превози му даваме, ни ништо. Неспорно е тоа дека ние ги поддржаваме. Па кажете не дека Борче си поддржа и си даде подпис за Стрела. Другиот дал за другиот клуб. Државата е во таква ситуација што треба да. Јас не зборам за држава, да зборам за општина. Ако е општината во тешка криза, зошто се расфрлаше со пари? Знаете што правите? Пред овие седмици да бараме барањата. Ако треба да бараме барањата. Ги бараме барањата и сите барања се за социјала и делот кој што му треба здравствена помош на луѓето. И тука се значи има од спортски клубови, Петар Гилетно га кажа дали бар. Ставам на гласање. Кој е за? Усвоена едногласно, сега за... Да, два пати по 5.000. Да, два пати по 5. Ја исклучуваме јавноста за барањата од физички лица. Момент, има уште една точка што не е поврзана, тоа е за патот за Чарли. Јас знам дека луѓето да не ги викав овде. Значи да не ги викам, немаше